Благодарам. Моето прво прашање денес се однесува до министерот за образование и наука, а конкретно за Основното училиште Гоце Делчев во Гостивар. Прашањето е кога конечно ќе се започне со реконструкција на покривот на ова основно училиште. Со ребалансот на буџетот за 2018 година се усвои видоизменет амандманот за реконструкција, но истата не се реализира во 2018. Ова е и она што претходно колегата Илија Димовски го напомена, дека огромна сума на пари се вратија во буџетот од страна на Министерството за образование, а заради нивна нереализација. На истекот на 2018 имавме изјава од градоначалникот на Гостивар дека со помош на донација од јапонската амбасада овој проект ќе биде завршен. Исто така, при крајот на 2018 година, самиот министер Арбар Адеми изјави дека Министерството ова ќе го реализира. Влегуваме во 6-тиот месец од 2019 година, а покривот на ова училиште не е пипнат. Зимата заврши, пролетта при крај и се плашам дека и летото ќе ги опушти оние кои ветија реконструкција и дека повторно ќе ја дочекаме следната есен со нереконструиран покрив. И додека едно од најстарите централни градски училишта во Гостивар се мачи со основни услови за одржување нормална настава, Министерството за образование и наука како најприоритетен проект во образованието во Гостивар го има одземањето на ингеренциите на градоначалникот. Втор пат му ги одзеде ингеренциите на Арбан Таравари, а за тоа време во училиштата владее хаос. Децата едноставно не знаат кој наставник или професор ќе им дојде на настава секој нареден ден. Таман се навикнале на еден, доаѓа друг. Па таман се навикнале на другиот, се враќа претходниот или доаѓа некој сосема нов. И се тоа во време од само една година, што е многу е. Наместо како најприоритетен да ви биде проектот за реконструкција на покривот на Основното училиште Гоце Делчев, вие си правите меѓупартиски пресметки, а сето тоа на сметка на квалитетот на наставата. Додека вие се одмаздувате на алијансата, покривот може да падне врз главата на учениците во Гоце Делчев или, не дај Боже, да настрадаат од струен удар, бидејќи од секој кабел или прекинувач во училиштето тече вода по подовите кога времето е врнежливо. Недоразбирањата со алијансата решавајте ги со други методи. Во Гостивар, учениците и нивните родители не ги интересира кој ги има надлежностите за образованието. Тие гледаат хаос во училиштата и субстандардни услови за настава, особено во ова училиште. За нив очигледно е дека вие сте најодговорен, односно владата, бидејќи не му оставивте на градоначалникот да си работи својата работа по однос на училиштата. Решете го прашањето со реконструкцијата на покривот или кажете дека не сте во можност. Второто и третото прашање се наменети за заменикот министер за здравство. Не знам дали и колку заменикот министер е запознат со маката на болните од епилепсија во државава, кои со секој почеток на нов месец започнуваат вистински трки за да се снабдат со редовната терапија. Ова е дневна борба на лицата со епилепсија во Македонија. И додека една од основните причини за појава на епилептичните напади е стресот, вие ги ставате овие болни во една толку стресна состојба во која што не знаат како ќе завршат во потрага по нешто без кое што не можат да живеат. Додека милионски суми на пари од граѓаните се вртат на тендери или на договори во 4 очи, за граѓаните, и тоа болните и немочните, нема ни за лек. Дали Македонија, што треба да биде примена како членка во Европската Унија, каде што основните цивилизацијски потреби за преживување се задоволени, може да си дозволи ваква скандалозна негрижа за една специфична група на пациенти? Станавме држава која го загрозува здравјето на своите граѓани и сметам дека ова сериозно треба да се свати и да се побара одговорност од страна на надлежните. Розовата слика што секојдневно ни ја прикажувате од Министерството за здравство не е таква ниту во очите на болните што не можат да дојдат до лекот кој им е неопходен, а ниту во очите на здравствените работници. Овде не знам дали треба да ви ги споменувам и сите останати хронични болни во државава, кои ако не фатат ред во апотеките во првиот ден од новиот месец, остануваат без нивната редовна терапија.
а ветувавте дека ќе има лекови и после секој 15 во месецот. Вашето ветување се сведе на само еден ден. Да не споменувам и за тоа колку од пациентите се жалат и на поскапените цени на лековите на товар на фондот. И третото прашање од мене за денес следно. Докаде сте со превземањето мерки против епидемијата на морбили? Имате ли направено проценка колку би требало да трае епидемијата? Изминативе денови по социјалните мрежи излегува информации дека вработените во здравствените установи на кои сте им издале наредба задолжително да си направат тест за присуство на антитела во организмот, самите тие си ги плаќале испитувањата. На истите нив, дури после 2 или 3 месеци од прогласувањето на епидемијата, вие им издавате таква наредба. Во епидемијата со мали сипаници регистрирани се вкупно 122 случаи кај медицинскиот персонал во здравствени институции пред еден месец. Се надевам и сигурна сум дека овој број е зголемен во изминатиот месец. Вчера исто така настана паника и во Гостивар и во Тетово, откако излезе вест дека морбили се појавени и во фабриката Лиер, каде што работат преку 1000 гостиварци и тетовчани. Во период на епидемија направивте хаос со тоа дали чинат или не чинат вакцините. Сметам дека овие прашања, заменик министре, чекаат брз одговор и брза реакција од ваша страна. Ви благодарам. Ви благодарам.